Добро вечер. Уставен ја одложи подготвителната седница за законот за употреба на јазиците, откако Управниот суд по 2 години донесе одлука да го поништи изборот на судиката известител во предметот Елизабета Дуковска. Од Уставен, поништувањето на изборот на Дуковска го нарекоа правен преседан. Деталите од Михајло Видемлиски. Ниту во јуни нема да има подготвителна седница на Уставниот суд за законот за јазиците, откако првично таа беше презакажана поради трагедијата во Кочани. Сега е одложена на неодредено, откако Управниот суд го поништи изборот на уставната судијка Елизабета Дуковска, која е судија известител за овој предмет. Одлуката ја донеле уставните судии на работен состанок денеска, меѓу другото и поради тоа што судот има заклучок за законот за јазици да се постапува само во полн состав од 9 члена. Околу останатите одлуки во чие носење учествувала Дуковска, од Уставен вела дека се конечни и извршни и нема по службена должност да ги преиспитуваат. Уставниот суд не ја коментира пресудата на Управниот суд, постапувањето на сите инволвирани органи, како што се Судскиот совет, собранието и управните судови во овој случај. Предизвикаа правен преседан, кој создаде правна состојба со која ниту еден досегашен состав на Уставниот суд се нема соочено. Таквиот правен преседан несомнено создава правни импликации во постапувањето на Уставниот суд во согласност со неговите надлежности. Управен го поништи изборот на Дуковска, постапувајќи по тужба од Антоанета Димовска, сега членка на Судскиот совет, која во 2023 беше меѓу трите кандидатки за уставен судија, што треба да биде избран од редот на судиите. Но откако Дуковска добила над 8 глас, гласањето не продолжило за двајцата преостанати кандидати, што Управен го смета за противзаконско. Судот наоѓа дека со ваквиот начин на гласање на членовите на Советот, односно со негласање по останатите два предлози, оневозможена е еднаква примена на правилата на постапката за сите кандидати, со оглед дека само еден кандидат добил можност за реална поддршка преку гласање, а на другите два кандидати им е ускратена можност да имаат ист третман и еднакви можности при изборот, иако претходно сите три кандидати биле поддржани од членовите на Советот. Од Судскиот совет нема официјален став за пресудата на Управен, но министерот за правда смета дека тие се одговорни за нејзино спроведување. Должност на Судскиот совет е согласно препораките, односно пресудата на Управниот суд, да ја повтори постапката, да ги зема во предвид препораките и да достави нов предлог до собранието. Сепак во пресудата не пишува, а надлежните институции засега немаат одговор што ќе биде сега со мандатот на Елизабета Дуковска, избрана за уставен судија од собранието на 9 години. Според уставот, тој може да биде прекинат или со оставка или со правосилна пресуда, која предвидува затворска казна од најмалку 6 месеци. Разрешување не е предвидено. Иако најавен за денеска, сепак предлогот за гувернер на Народната банка ќе биде доставен во наредните денови. Председателката Гордана Силјановска-Давкова вели дека потребни се уште неколку дена за да ја донесе конечната одлука. Причината е мојот долг, плоден разговор со тројцата потенцијални кандидати. Сите се извонредни. Ме запознаа со она што го правеле во животот, со биографиите, дополнително ќе ги достават. Кога разговарате со секој од нив повеќе од час и половина, во голема дилема сте. Опозицијата бара детали од договорот за стратешкото партнерство со Велика Британија. Лидерот на СДСМ Венко Филипче го оцени како неевропски начинот на кој, како што кажа, е земен заемот. Премиерот Мицкоски пак очекува придобивките од договорот да се зголемуваат. Ивана Стојановска. Од СДСМ го поздравуваат стратешкото партнерство со Велика Британија, но не и пристапот на владата за делот од договорот кој предвидува заем од 6 милиарди евра. Лидерот на СДСМ Филипче ја повика власта да ги изнесе сите детали од договорот меѓу двете влади околу висината на каматната стапка и потеклото на парите, прашувајќи и дали премиерот, иако одбил да се градат мигрантски кампови во Македонија, сепак порачал дека е отворен да разговара на оваа тема. За Филипче ваквиот начин на склучување договор е антиевропски, бидејќи доколку земјава биде дел од ЕУ, ќе може истите проекти да ги гради со грантови од европските фондови, наместо со кредити кои ќе треба да се враќаат со децении. Подржуваме стратешкиот договор со Велика Британија. Ќе го гласаме во парламентот. Одлично
одличен потек. Меѓутоа се бара заем од неколку милиарди со огромни или какви и да се камати, а при тоа на европскиот пат кој што оваа влада го блокира, можно е да стигнеме до грантови, неповратни средства, гратис за истите тие проекти, за кои што се земаат тие огромни милиарди, извинете, тоа е антиевропски. И ако сакате, тоа е непатриотски. Се задолжуваат следни кој знае колку генерации да враќаат милиарди евра за инфраструктурни проекти. За премиерот Мицкоски пак придобивките од договорот со Велика Британија ќе се мултиплицираат и ќе донесат само бенефити и подобар живот за сите граѓани. Вели дека земјава е пред трансформационен период и уште еднаш ги посочи проектите кои ќе се реализираат благодарение на заемот од 6 милиарди евра. Веќе два типа на проекти се договорени за работа. Едниот е реконструкција, модернизација и изградба на уште еден колосек на пругата која што е дел од коридорот 10 од Табановце до Гевгелија. И втората група проекти се практично во здравството. Тоа е конечно завршување на клиничкиот центар Штип, заедно со медицински факултет и студентски дом со 200 легла. Конечно завршување на болницата во Кичево и реконструкција на клиничката болница во Тетово. Согласноста за договорот за стратешко партнерство беше постигната во Тирана на средба помеѓу македонскиот и британскиот премиер на маргините на самитот на Европската политичка заедница. Ќе биде потпишан до крајот на неделава во Лондон од страна на високи делегации од македонската и британската влада. Пошто се очекува да бидат познати сите детали околу условите по кои ќе бидат позајмени парите. Со средствата од договорот за стратешкото партнерство со Велика Британија ќе се обновува железничката пруга долж коридорот 10, вели директорот на Македонски железници инфраструктура Синиша Ивановски. Според него, брзата пруга ќе се гради 5 години, а железничката станица во Скопје ќе се поврзе со аеродромот. Ќе изработиме проектна задача за максимално одржливо решение за целосна реконструкција на постоечката траса и кривање на брзината до 160 км на час и до 120 км на час за товарниот сообраќај. Паралелно со оваа постоечка траса ќе се изгради и целосно нова пруга. Значи ќе имаме два колосека. Изведувачот во исто време ќе биде и проектант, а одговорноста за проектирање и за изведба паѓа на изведувачот во целост. Пругата ќе биде целосно електрифицирана со современи системи за сигнализација и контрола на сообраќајот. Со оваа информација ги завршуваме вечерните вести. Пријатно!